Добре дојдовте во Училница. Јас сум Наташа Наџакова-Нумановиќ, одделенски наставник во трето одделение во Основното училиште Круме Кепески од Скопје. Денес ќе имаме час по предметот математика. Наставната содржина за денес е видови триаголници според страните и аглите. Што треба да научиме? Треба да знаеме да правиме поделба и да ги разликуваме триаголниците според должината на нивните страни. Да правиме поделба и да ги разликуваме триаголниците според видот на нивните агли. Најнапред да се потсетиме. Што е тоа триаголник? Триаголник е геометриска форма составена од 3 страни, 3 агли и 3 темиња. Да ја разгледаме сега поделбата на триаголниците според должината на нивните страни. Според должината на страните, триаголниците се делат на рамностран триаголник, рамнокраг триаголник и разностран триаголник. Да научиме нешто повеќе за овие видови триаголници. Што се појави на сликата? Што гледаш на сликата? Какви се страните на овој триаголник? Дали можеш да воочиш? Одлично! Страните на триаголникот се еднакви. Триаголникот има 3 еднакви страни. Триаголник на кој што сите страни се еднакви по должина се вика рамностран триаголник. Страните на овој триаголник, бидејќи имаат еднаква должина, ги означуваме со иста буква, со буквата А. Што забележуваш сега на сликата? Какви се страните на овој триаголник? Ајде размисли и одговори. Што мислиш? Какви страни има овој триаголник? Така е. Страните на овој триаголник се разликуваат. Триаголник на кој што сите страни имаат различна должина се вика разностран триаголник. Бидејќи страните имаат различна должина, ќе ги означиме со различна буква. Страна А, страна Б и страна С. Што можеш да забележиш на оваа слика? Каков е овој триаголник? Какви страни има овој триаголник? Дали можеш да забележиш? Разгледај убаво и размисли. Точно, овој триаголник има 2 еднакви страни и една страна која се разликува. Триаголник на кој што 2 од страните му се со еднаква должина се вика рамнокраг триаголник. Страните кои имаат еднаква должина се нарекуваат краци, а страната која се разликува по должина од краците се вика основа. Основата ќе ја означиме со буквата А, додека пак краците кои што имаат еднаква должина ќе ги означиме со иста буква, со буквата Б. Ајде да видиме сега какви видови на агли познаваме. За момент стопирај го видеото и размисли убаво. Какви видови на агли познаваш? Аглите можеме да ги поделиме на прав агол, агол еднаков на 90 степени, остар агол, односно агол помал од 90 степени и тап агол
или агол поголем од 90 степени. Во зависност од видот на аглите, можеме да направиме и поделба на триаголниците според видот на нивните агли. И тоа на остроаголен триаголник, правоаголен триаголник и тапоаголен триаголник. Да ги разгледаме сега сите овие триаголници поединечно. Триаголник на кој што сите агли му се остри, се вика остроаголен триаголник. Кажавме дека остар агол е агол помало од 90 степени, па затоа и овој триаголник ќе има агли помали од 90 степени. Триаголник на кој сите агли му се помали од 90 степени се вика остроаголен триаголник. Што е правоаголен триаголник? Триаголник кој што има прав агол се вика правоаголен триаголник. Правиот агол е еднаков на 90 степени. Па затоа триаголник кој има прав агол еднаков на 90 степени е правоаголен триаголник. Да видиме што забележуваме на оваа слика. Каков агол има овој триаголник? Забележуваме дека овој триаголник има тап агол или агол поголем од 90 степени. Триаголник кој што има тап агол се вика тапоаголен триаголник. Тапиот агол е поголем од 90 степени. Да повториме сега што научивме денес. Научивме да правиме поделба на триаголниците според должината на нивните страни. И тоа на рамностран триаголник, рамнокраг триаголник и разностран триаголник. Научивме да правиме поделба на триаголниците според видот на аглите. Затоа разликуваме остроаголен триаголник, правоаголен триаголник и тапоаголен триаголник. Јас се надевам дека часот ви беше интересен и дека денес на овој час научивте нешто ново. Вашата домашна задача за денес е да нацртате по еден рамностран, разностран и рамнокраг триаголник, како и по еден остроаголен, правоаголен и тапоаголен триаголник. Триаголниците може да ги обоите по желба. Јас ви благодарам на вниманието, ви посакувам пријатна работа и убав ден.